сакаш да се обратиш на публика? Ке се обратиме на публиката. Или ја да се обратим? Ја ќе кажам. Ајде, кажи. Значи, добре дојдовте на сите. Денеска го одбележуваме 10 јуни, кој што беше вчера, кој што е прифатен како Меѓународен ден на хералдиката. И нашето здружение веќе неколку години го практикува, односно го одбележува најнапред со полагање на цвеќе на споменикот на Шефаровиќ и потоа со неколку предавања. Сега короната малце не измести и ова ни е прво предавање после 2 години практично. 2021 година малце кога олади короната имавме едно предавање, ама беше со помалце луѓе, се уште луѓето се плашеа од короната, ова ние практично прво обележување вака после короната. За нас е многу битно, затоа што сега прославуваме 20 години од организирано проучување на хералдиката, веселовоѓата и другите слични дисциплини, затоа што Македонското хералдичко здружение беше основано 2003 година. И исто така јубилеј прославуваме ова година сега, односно за некој месец треба да излезе 20-тиот број на нашето списание Македонски Хералд. И да не должам повеќе, денеска ќе имаме 2 предавања. Првото предавање ни е од Хералдот Вардарски, титулата, односно подпредседателот на здружението, грбовите на Македонија во западноевропски средновековни извори. После тоа ќе може да поставаме прашање и потоа ќе имаме уште едно предавање од мене, ќе биде на тема грбовите на охридските архиепископи. Уживајте. Ви благодарам, председателе. Како и секогаш чест и задоволство ми е, макар и вака во, да кажем, интимен круг се видиме и продискутираме на македонската тема, македонска хералдика. Мојата денешна тема е грбовите на Македонија во западноевропски средновековни извори и малку повеќе средновековни, но оваа тема е доста интересна и доста важна. Денеска предавањето ќе биде кратко заради интерес на времето. Оно што сакам и се надевам дека ќе остане од предавањето не се фактиве каде е и бил грбот, како бил грбот, тоа ќе можете и дополнително да го прочитате и да видите и да продискутираме на крај. Туку сакам да запомниме, веќе сите луѓе во Македонија што се интересираат од хералдика, макар и полусериозно, дека грбот на Македонија дефинитивно се појавува во Европа пред да се појави на, ајде така да кажеме, домашен терен. И ова предавање, ова презентација денеска служи на таа цел. Да видите дека она што го знаевме претходно се испостави дека не е сосема така. Не дека било погрешно како знаење, туку се испостави дека не било сосема така. Како што веќе напоменав, грбот на Македонија е интересен, нормално во Македонија сме, но сепак е недоволно познат и недоволно проучуван. Познато е дека Александар Матковски е прв што сериозно се зафатил со работа на оваа тема. Неговото капитално дело Грбовите на Македонија излегува 1970 година. Истото представува каталошки преглед на достапни во моментот извори за авторот. Она што е многу интересно е, за разлика од други истражувања историски во тоа време, дека после излегувањето на неговата книга настапува целосно затишје на оваа тема. Малтене никој ништо повеќе не се, ајде да кажем, заинтересирал да провери, да продолжи и така натаму. И ова затишје ќе трае горе-долу до појавата на Македонското хералдичко здружение во 2003 година, кога нашиот почитуван председател Јован Јоновски на поинтензивен и продлабочен начин ќе почне да се интересира за грбот на Македонија и за македонската хералдика, што ќе резултира со две капитални дела,
по моје мислење, доследни така продолжувачи на делото на Матковски. Во 2015 година излегува Символите на Македонија, а веќе во 2019 излегува и Сонцето и лавот како символи во хералдиката и символогијата на Македонија. За наша среќа не само во Македонија, туку и надвор луѓе се интересирале за грбот на Македонија. Најпознати автори се Драгомир Ацовиќ, неговото дело Хералдика и Србија капитално дело на Балканот. Во соседна Бугарија имаме еден истражувач, Иван Војников, кој објавува една статија на тема македонските грбови, Македонија през погледа на хералдиката од 14 до 18 век. Поттик за продлабочување на интересот и истражувањата на хералдичка тема секако беа технолошкиот развој и дигитализацијата на библиотечните фондови. Интернетот овозможи слободен пристап, а тоа одигра голема улога во откривање на нови извори. Значи, не знам дали се сеќавате на оние програми Грбовите на Македонија на МТВ од поодамна, каде што беше опишува начинот како требало да се отиде, па да ти дадат дозвола да дојдеш да видиш некое дело. Веќе со дигитализацијата се е отворено, се е најавен, има јавност, има пристап, има увид и секој што сака да се интересира од хералдика или од други работи, веќе има така карт бланш, што се рекло, за истражување. Целта на нашата презентација, како што спомнав, ќе биде да се истражи појавата, развојот и земната поврзаност на грбовите на Македонија и при тоа да разгледаме и објасниме неколку западноевропски извори каде што го среќаваме грбот на Македонија. Дел од овие грбови се познати и се објавувани, меѓутоа никогаш не се разгледани заедно како група специјално. Така што мислам дека ќе биде интересно. Кога зборуваме за извори, сосема логично е првен да продискутираме за поделбата на изворите, односно што тоа значи. Кога станува збор за грбот на Македонија, слободно можем да кажем дека изворите можеме да ги поделиме во две групи. Првата група представуваат илирска хералдика и тука пред се припаѓа земскиот грб од илирскиот грбовник на Македонија и земскиот грб од стенотографии. Оваа група е добро проучувана веќе од Матковски, после и наша страна, и постои релативно обемна литература во област. Во илирската хералдика, односно грбовите кои што се надвор од балканските простори, се ќе бидат тема практично на денешното предавање и тука можеме да ги поделиме на неколку групи. Првата група е грбовите на кралот на Македонија или само на Македонија, грбови на Александар Македонски и можеме дури да издвоиме на трета група, тоа се грбовите на Ематија, како и грбовите на одредени македонски владетели, градови и така натаму. Оваа група е дефинитивно недоволно проучена и е нешто со кое што ние тековно и актуелно се занимаваме. Мал проблем представува тоа што има недоволно литература, мала литература која што може да се консултира, така што се што се прави, се прави, така да кажам, од почеток. Грбовите на кралот на Македонија, како што кажав, се сосема слабо обработена тема. Матковски, кога почнува да работи на темата на земскиот грб на Македонија, користи западноевропски грбовници, во кои што има грб на Македонија, меѓутоа, таков е, например, Рихенталовиот грбовник, меѓутоа, тој овој грб не го забележува или не му се вклопува во очекувањата и, соодветно, не ни соопштува за него.
Дополнително Ацовиќ 2009 година во неговото дело Хералдика и Срби дава 3 блазона на грб на кралот на Македонија. Тука пак морам да кажам дека Јован Јоновски прв пристапува на ова прашање за грбови на Македонија надвор од Илирската хералдика и прв соопштува за нови и необработени грбови. Исто така, Јоновски е тој што прв ја дели оваа проблематика на илирски и вонилирски и со тоа практично ја поставува нови постулати во изучувањето на македонската хералдика и на грбот на Македонија. За волја на вистината, дури и Јован Јоновски до сега, барем, не пишувал во детали за сите овие грбови заедно. Таа чест и таа привилегија ми ја отстапи мене, зашто сум благодарен. Оно што треба да се знае за грбовите на кралот на Македонија е дека таа представува голема и разнолика подгрупа. Значи не се работи за еден грб кој што се јавува на повеќе места, туку се работи за повеќе грбови. Така што според елементите на грбот имаме најмалку 10 блазонски групи. Ова значи дека има барем 10 различни по форма и содржина и облик грбови кои се среќаваат во повеќе од 10 западноевропски извори. Според елементите застапени во блазонот, тоа се 3 звона, тојага меѓу рогови, градобрански ремени, лав, јарец, 3 круни и други. Овде сите овие елементи ќе бидат обработени поединачно, а во редослед од, да кажеме, најчесто среќаваниот кон поретко среќаваните извори. Најзастапена група се групата на 3 звона. Оваа група се појавува со Рихердаловата хроника на собирот во Констанца. Тоа е многу важен настан за Западна Европа, кој се одвива во периодот од 1414 до 1418 година и практично од овој собир има грбовник на сите што учествувале и меѓу тие што учествувале има грбови на имагинарни кралства, земјишта некогаш постоеле личности што некогаш живееле и така натаму. Меѓу сиве овие, одреден број 283 го наоѓаме грбот на земјата на Александар Велики со блазон сребрено 3 црвени звона. Што не тера да мислиме дека се работи за грбот на Македонија, а не некоја друга земја. Потврда за ова наоѓаме во еден друг грбовник, кој што припаѓа на истата група грбовници, така наречени боденски грбовници, кои потекнуваат од Јужна Германија во периодот после споменатиот собир. За мене лично, после толку време, скоро не изговорили го име, можете да го прочитате и самите. Во овој грбовник под број 95 и број 376 наоѓаме грб на кралството Македонија. И овој грб, во овие грбови, во овој грбовник представуваат инверзија еден на друг. Што исто многу битно, ќе продискутираме за тоа понатаму. Во првиот случај се работи за сребрени звона на црвена основа, а во другиот случај се работи за црвени звона на сребрена основа. И како што гледате, тука веќе не се работи за грбот на земјата на Александар, туку за грбот кралството Македонија. Понатаму, исто од Јужна Германија, веќе во 16-тиот век, повторно наоѓаме грбовник во кој што се наоѓа 3 црвени звона на сребрена основа со златни клепала.
Ист таков блазон наоѓаме и во швајцарската хроника од 1576 година. Тука тоа е сликата во долниот десен агол, гледате горе како го пишано, текстот е ист со Рихентал, така што сосема сигурно можеме да кажеме дека извор на овој блазон е Рихенталовата хроника. Она што е интересно да се каже дека еден многу сериозен хералдички автор италијански, Силвестро Петрасанта, во неговото дело Тесарија ди Италија во 1638 година дава блазон со звона, меѓутоа текстот што следи како опис на грбот е многу интересен и како што можете да забележите, вика бакарните звона на индиските кралеви исто можеби му се припишува на Александар победникот на индиците. Ова е многу интересно да се констатира и веројатно би требало да го објаснуваме преку подоцнежниот распад на огромната Александрова империја и сите тие династички владетели кои што ќе владеат со тој дел од Азија, кои што себе така могувале да се титулираат меѓу другото и како македонци. Па од тука веројатно и логикава за овој блазон. Она што представува проблем во овој случај е зошто три звона. Иван Војников од Бугарија во своето елаборирање за еден од овие грбови предлага дека символиката може да се бара кај псевдо Калиста во легендата за зачнувањето на Александар, кога познатиот египетски мудрец ќе отиде кај Олимпијада, која што подолго време не можела да забремени и кажал дека ќе треба, за да забремени, ќе треба да спие со три бога, Зевс, Самон и така натаму, при што тој ќе се претвори во сите тие три богови и на тој начин ќе се роди Александар. Тоа е позната легенда и се претпоставува дека трите звона всушност ги символизираат трите бога. Тојагата меѓу рогови е втора по застапеност. Оно што е индикативно за оваа група е дека ниеден извор не дава бој на блазонот. Прв извор во кој што го среќаваме овој грб се вика Театрум Генеалогикум. Тоа е многу подолго име од ова што е скратено тука. Тоа е едно капитално германско дело пишувано на латински јазик во кој што се опишуваат многу историски настани, многу историски личности, меѓу другото се опишува дел од историјата на Древна Македонија, како и династите што следат после нив. Ист ваков пример наоѓаме кај веќе споменатиот Петра Санкта во 1638 година. Ваков грб наоѓаме на картата на Винченцо Коронелио од 1692 година, како и во уште едно италијанско дело Insignum Theoria seu operis heraldici pars generalis од 1690 година, како што гледате, практично овој блазон доминира крајот на 16-тиот век и во 17-тиот век. Она што е многу битно е дека сите овие блазони не се однесуваат на кралот на Македонија, не се однесуваат на Македонија, туку во сите случаи стои дека се однесуваат на македонците, значи на конкретниот народ. Потеклото на символите овде е релативно лесно да се објасни, затоа што
обата символа, и роговите, и тојагата, се символи на Херакле. Зошто Херакле? Херакле, како што претпоставувам дека дел од вас сигурно се запознаени, за древните македонци не е митски херој, туку е божество, туку е бог. И древните македонци го сметаат Херакле за свој прататко. Од тука сосема логично е дека ваков символ би бил соодветен да се за избор во блазонот. Она што ни дава потврда на ова се неколку епитета дадени на Филип V, кога е подпишуван во неколку храма, каде што меѓу другото се го опишуваат како како се вика, со воловски рог, така во титулата, во називот го кажуваат, и тоа се врзува повторно со Херакле, со фактот дека за македонците тој бил многу повеќе од митскиот јунак што сме навикнати да го слушаме. До тука работите може би за добар дел од вас и беа познати од претходно се вртеа доста. Сега следната група, градобрански ремени, се многу интересни. Имаме два извора. Едниот е од Англија, другиот е од Германија. Англискиот извор ни доаѓа преку делото Рендал Холмс Бук од крајот на 15-тиот век, меѓутоа е сочувано по доцнежен препис, објавено некаде, мислам, 1904 година во поново време, како мислам насловот беше Two Tudor Books of Arms, нешто така. А вториот извор е од 1530 година, Самуел Банскиот грбовник. Оно што овде е интересно, јас нема да навлегувам во техникалијата како точно се произнесува блазонот, затоа што тоа не е цел на предавањето денеска. Можете сами да видите како изгледа. Горниот и долниот се практично идентични, боите се исти, значи како што го гледате обојниот примерот, така треба да биде обоен и горниот. Она што е овде интересно е дека во двата случаја имаме паралелен блазон на Сирија. И сега, зошто Сирија? На прв поглед звучи неверојатно, меѓутоа сличностите на Македонија и на Сирија повторно треба да ги бараме во распадот на македонската империја, односно во династиите што доаѓа после тоа, така што можете да видите горе од истото дело Македонија и Сирија и доле германскиот грбовник, а ова е Сирија во Петросагата. Лавот, како и секогаш, е сложена работа во македонската хералдика. И покрај тоа што е поместен како подоле, од него релативно може да кажем дека имаме 4 извора. Најстариот извор потекнува од 14-тиот век, се чува во Бодланската библиотека, всушност представува Александрова романса. Во ова романса има многу миниатури кај што се гледа грбот на Александар. И во неколку од нив имаме инверзен грб на Александровиот, кој што е даден во општ контекст, како што гледате горе, значи стои над, како се вика, шаторот, и може да се третира како грб на Македонија. Во овој случај тој е инверзен на Александровиот. Александровиот грб скоро секогаш е значи на златно поле црвен лав, овде го гледаме обратното, на црвено поле златен лав. За ова наоѓаме потврда дека може да се работи за грбот на Македонија, повторно преку грбовниците од Боденската група, каде што имавме таква ситуација на инверзија.
Значи, два грба кои што се поистоветуваат со Македонија, едниот во претходниот од, како се вика, од хрониката на Рифентал е во основна положба, другиот е инверзен и повторно се однесува за Македонија. Второ дело, многу важно, е делото Дела импресија на Џулио Чезаре Капачо од 1592 година. Овде блазонот на како се вика, на лавот е, на грбот е ист како со илирскиот грбовник. Она што е битно за Капачо, сега општо да знаете дека тој се познавал со Педро Охмучевиќ, затоа имаме друга тема исто многу интересна. Друг извор со лав е француски грбовник од 1425 година, меѓутоа тој грбовник не е сочуван, туку е сочуван препис. Во овој препис имаме грб на Македонија, кој што е идентичен со грбовите на Македонија од илирската хералдика. Дополнително, покрај Македонија, тука среќаваме и други грбови кои што се својствени за илирската хералдика. Па тоа, од тука можеме да заклучиме дека не се работи за оригинален приказ на грб на Македонија, туку се работи за подоцнежно интервенирање во текстот и додавање на грбови од илирската хералдика. На една географска карта од Јохан Јакоб Лидл од 1737 година, меѓу грбовите на повеќе земји го наоѓаме и грбот на Македонија. Тука грбот на Македонија е идентичен со грбот на Македонија од стематографиите, значи се работи за златно поле со црвен лав. Каде би требало да ја бараме символиката на лавот и неговата врска со Македонија? Општо прифатено е дека се работи за инспирација од легендата која ни е соопштува Квинт Курцируф за историјата на Александар Македонски, каде што Филип во сон ја видел утробата на Олимпија запечатена со прстен, на прстенот имало гравура на лав. Тоа е познато. Овие легенди се распространети низ средновековна Европа, така што повеќе од сигурно е дека тоа е инспирацијата за грбот. До тука сите примери има повеќе извори. Од тука натаму ќе разгледаме неколку блазони со по еден извор. Хајлеманскиот грбовник од 15 век, кралот на Македонија го замислува синот 3 златни круни. Потекло на овој блазон и би требало да бараме повторно во Александар Македонски, меѓутоа во групата на 9 достоинственици. Прв германски извор со ваков грб на Александар имаме пак кај Рихенталовата хроника. Во случајот различна е само бојата на штитот, таму е црвена, овде се работи за сина боја. Вториот пример е Милтенбергскиот грбовник од крајот на 15 век. Овој грбовник се чува во приватна колекција, така што не може да се најде слика од самиот грб. Она што го гледате е реконструкција на Јован Јоновски. Блазонот можете да го видите, ова е доста интересен. Потеклото и символиката засега ми останува нејасна. Имаме некои сознанија, меѓутоа се уште рано да може да се дискутира на таа тема. Самоалбанскиот грбовник од 1530 година што го спомнавме претходно е многу важен, затоа што таму има по неколку грба за Македонија и по неколку грба за Александар Македонски. Во конкретниот случај имаме златно 3 црни лакови од самострел, во столб еден по друг. Повторно, потеклото на оваа символика е нејасна. Дури Јоновски смета дека можеби се работи за 3 јарени, а не за 3 лака од самострел.
За мене може би еден од поомилените така грбови е следниот, тој е од 16 век, од ова се вика грбовник во боја, практично делото. Се работи за зелен разгледен сребрен јарец свртен на десно. Потеклото на символиката на овој блазон повторно треба да ја бараме во изворите за античка Македонија. Ако сте запознаени, главниот град, првиот главен град на античка Македонија, Ајга или Еге, всушност се смета дека е, како се вика, град на козите. Исто така козата како символ марширала пред војската на древна Македонија и така натаму, и така натаму. Така што со сигурност знаеме дека козата се свето животно кај македонците. Најинтересен од сите примери е еден португалски грбовник од втората половина на 17-тиот век и тука имаме несвојствен пример во кој што е представена армила на зелено, златна армила на зелено поле. Овој извор остана некаква енигма се уште за нас, дури еднаш стапивме во контакт со луѓе од Португалија, не знаеа да дадат конкретен одговор зошто е така. Позицијата на грбот на Македонија е меѓу други градски грбови, ми се чини, областни грбови во Португалија, така што сега за сега не знаеме ништо за овој грб, освен дека го има. На картата на Винченцо Коронели, што го спомнавме претходно, всушност има два грба. Едниот грб е тојагата и роговите, што треба да биде Македонија после Александар, а другиот пример е Македонија пред Александар и се работи за пример сребрено црно куче во волот. Изворот за овој блазон најверојатно е припишаниот грб на Анубис, кој во дел од легендите е брат на Македон. Значи на митскиот предок на македонците. И најверојатно се работи за замена на двата грба. Анубис е Египет. Да, Анубис е Египет, да. Тоа е најверојатно се работи за пролиферација на пропаганда од страна на Птоломеидите после, во кој што они се обидуваат да ги померат разликите внатре во Египет и во однос на да задржат статут во однос на останатите династии. До тука беа грбовите од првата подгрупа, сега ни остануваат уште грбовите на Ематија. Оваа група е многу слабо истражена, многу малку знаеме за неа. Чисто кратко, Ематија представува област на македонското крајбрежје, горе-доле, кажано тоа ви е западно од Вардар, денешен Бер, Негуш, Воден, тој дел надоле, дел од Вардаријата, дел од Слатината и дефинитивниот дел тој од Урумбукот. Тука се наоѓаат и денешните и античките градови Бер, Негуш, Ајга, Пела, значи тоа е Ематија. Тоа е првата македонска област со која што дошле во контакт грчките морепловци. Се смета дека името е всушност означува песок. Песочна земја. Кажавме, најслабо истражувана група, Матковски во неговите истражувања дефинитивно не дошол до сознание за истата, затоа што ниеден пример кај што имаме грб на Ематија не кажува. Откриени и представени на македонската хералдика од one and only Јован Јоновски во 2005 година излегува статија за грбот на Македон, принцот на Ематија. До скоро ова беше единствениот ваков извор опишан кај нас. Денес знаеме за уште два извори за грб на Ематија. Во прашање подгрупа сега со стабилен блазон во однос на хералдичката фигура, значи сите извори прикажуваат волк. Два од изворите се грбовници, а еден е историски трактат. По еден од новиве извори е на англиски јазик, еден на француски, еден е
на латински јазик. Изворот опишан од Јован потекнал од Англија, крајот на 16 век, сите овие се горе-долу од тој период. Описот гласи Македон крал на Ематија носи сребрен испрамен волк на црно поле, мислам дека неговиот грб е представен на кружен штип. Втори извор е грбовникот Леблазон де Сармас на Жером де Бара од 1628 година. На страница 111 се наоѓа грбот на Македон, прв крал на Ематија, син на Озирис. Описот на блазонот тука е полето сино, волкот е златен. Во веќе споменатиот театрум генеалогикум од Херонимус Хенинг, на 145-та страница среќаваме емблазон волк во од на десно на брег. Ова тука треба да се сети за кучето во од. Тоа сакам да прашам ја, зашто тоа да е куче, ова да е волк? Да не е и тоа волк? Не, кучето како што беше пред Александар и после Александар? Не, се разликуваат хералдички фигурите, се разликуваат на куче и на волк. Така што дефинитивно е куче, а дека е куче и тоа молоски епирски пес знаеме од описите во стематографиите. Каде што во објаснувањето за Македонија стои дека некоја смета дека и тоа е. Така што тоа е дефинитивно. Сега, она што е интересно овде, од историски аспект е описот на овој грб и вика Македон, чија ознака е волк, име без сомнение за Китим, значи за името на Македонија, за кој неговиот татко предпочитал Ематија, да се вика земјата, земја која од првиот име прифатила, па се вика Македонија. Тука малку дава родословен опис на тоа кој што како дошло до името Македонија. Сега, уште еден многу интересен пример се чува во Австриската национална библиотека, а тоа е превод на Плутарховите биографии од 1502 година. Овој превод има минијатури на Александар, на Ханибал, на Скипион Африканус и на Серториус. Александровата минијатура прикажува штит со грб сребрено, разјарен волк природно обоен. Ова оди во прилог дека грбот на кралот е грбот на земјата, оно што го гледавме и претходно, така што дополнително пак знаеме од епитетите од римски автори за Александар кои што го опишуваат како ематиски принц, ематиски водач и така натаму. Така што повторно гледаме дека грбовите и на Ематија и на Македонија се во многу тесна корелација, во многу тесна врска со грбовите на Александар Македонски. На крај како заклучок можеме да кажеме дека грбовите на Македонија се релативно често и континуирано среќавани низ европските извори. Најчесто се наоѓа во група на така наречени имагинарни земји и владетели, сосема разбирливи причини, како што се догаѓа во другите балкански земји. Понекогаш е во продолжение на земји и владетели од актуелниот политички свет, тоа е случајот со Делин Пресе на Капачо. Најчеста инспирација се легендите за античка Македонија и Александар Македонски. Забележливо е препокривање на грбовите на Александар и грбовите на Македонија и Ематија. Во прилог се што кажавме предходно, јасно и недвосмислено се открива тврдењето дека македонскиот грб се појавил први на балканското тло, па дури потоа во Европа. Македонските грбови имаат еднаков стар развој како и балканските грбови на другите земји, во однос на неговата разноликост и застапеност. Значи и другите балкански земји во добар дел од првиот период хералдички имаат непостојани представи, па дури потоа ќе се устали една, што после ќе прерасне во представа за грб. Исто така, овде само сакам да ни нагласам дека овие средновековни автори сосема прецизно ја убицирале Македонија, онаму каде што таа географски точно се наоѓа. Значи тука немаме двоумења дали се работи за византиска тема Македонија или се работи за Македонија.
се работи за Македонија во конкретна смисла, затоа што наоѓаме дела каде што меѓу другото се цитира дел од македонска историја, дела каде што се споменуваат топоними конкретни кои што не може да бидат на друго место освен таму каде што и денес. Како се португалски. Да, како да благодарам. Ви благодарам на вниманието. Прашања. Пуштиме светло. Ајде, комаши. Ајде. Лака се. Внимателно слушал, благодарам. И сега, сите тие грбови кои што вие сте ги нашли, кои што биле по разни книги, по разни библиотеки, Австрија, Германија, Англија, од каде тие кои што ги напишале, кои што ги нацртале во нивните книги, нели дури од 1450-1320 таму таа година, ги виделе тие за да ги нацртаат во нивните книги? Пример, грбот на Ематија, грбот на Македонија, грбот на кралот на Македонија. Не, вака не. Го сваѓам прашањето, ако може само. Значи, Александар, прво средниот век, луѓето биле релативно, барем до дел од луѓето биле релативно солидно образовани. Значи, тие што знаеле. Како знаеле? Знаеле преку Александровата романса пред се, значи подписите на Александар Македонски, Александрида по нашки, знаеле од разноразни преписи на историски дела, како што спомнавме биографијата на историја на Александар и така натаму. Така што биле запознаени со историјата на Римското царство, историјата на претходните царства. Во таа смисла треба да знаеме дека во тоа време под историја добар дел се подразбирало баш овој митскиот и легендарниот аспект на историјата, за тоа кој му бил татко, како му бил татко, што му бил татко. Може би некои делови од тие, да кажам, факти не одговараат на современи историски стандарди, меѓутоа тоа е начинот по кој што се ширело знаењето, односно обстојало знаењето за древните цивилизации. Кој бирал, никој не бирал, затоа што од исти период гледаме дека на различни места различно ги представувале грбовите, така што било поблиско до сентиментот на авторот, тоа било избирано како символ. Кога се работи за Александар конкретно, све што е на латински, односно некаков латински јазик, француски или било што, преовладува лавот. Се што е на германски или некаков друг германски јазик, преовладува грифинот. Така што? Сега, што доколку, например, окей, колку што знам јас, нели, Англија, Германија е најразвиена хералдиката и секаде. Но што доколку некој византиски извор, автор, ги направил книга, на која што би ги вметнал истиве овие грбови, дали тогаш може да се донесе заклучок дека грбовите на Македонија биле од нашиот дел, од Балканот, не дека се појавиле на нашиот лоб, а не на странското. Не, вака, свесна и така целенасочена хералдика во Византија нема. Не е дека нема хералдика, ама нема што доколку, тоа е поминато, завршено назад. Океј, ама што доколку, дали тогаш можевме да кажеме дека тие се појавуваат? Можеле, меѓутоа тоа не се случило така. Ние имаме една хроника на Александар, тоа е византиски повторно препис на Александридата, во која што Александар е представен во класичен римски, византиски манир, каде што јаше напред пред колоном, над него се вее знаме и погодете што знамето е всушност знамето е византиското знаме 4 В. Значи, 13 век тоа е најрана интерпретација, најран податок за замисленото знаме на Александар Македонски. И не е знамето на Александар, туку знамето на Византија. Значи,
Од кога што постои човештво, постојат и војни, војните ги водат армии, овакви или онакви, и веројатно во тоа време, во тој 4 век пред нашата ера, и ова се Матија се, да кажеме она што го знаеме, веројатно дека и војските, како и денеска, така и тогаш, користува одредени символи за да се препознаваат. Да. И одредени состави на војските, пошто биле бројни, повеќе илјадни војски, одредени символи за да се препознаваат кој е кој. И секако дека и војсковоците и кралевите имале некакви своји символи. Проблемот со древната Македонија е тоа што целата вистина, ако може да се нарече вистина за времето на древна Македонија, изворите се претежно хеленски. А тие биле претежно непријателски, негативно строени, особено према Филип. Во помала мера према Александр. Потоа доаѓаат блискоисточните историчари, па римските историчари, кои црпат извори од хеленските и ја бараат вистината, за да навистина знаеме што се случува. Во цело ова предавање немаше ниту еден хеленски извор. Ами нема како да има, затоа што ние правиме муавет за Европа и тоа под Европа буквално она што денеска го знаеме. Значи Европска унија, замисли, за сега правиме муавет за Европска унија и за нивни извори, само што ги изместиме до Дунав. Да. Ништо наводно. И тоа за еден период во кој што Европа и знаењето е и општењето меѓу земји и меѓу народи не е на денешно ниво, така што не постои начин дека постоеле символи во древна Македонија, во древна Грција, тоа со сигурно знаеме, тоа го гледаме по вазни, по едно. Сонцето тип кутлеш, што го викаме, дефинитивен символ, лавот, дефинитивен символ го знаеме преку злата, монети, роговите од овен, тоест роговите се пак од коза, од овен се за перси. Дори имаме представи на Александар од кој што малку како јавност од едната страна носи практично од коза, од другата страна носи од јарец, од другата страна носи од овен, и тоа е символ всушност на тоа дека е покорил Перси во тоа време. Така што дефинитивно да, символи од древноста постојат, меѓутоа ние не можеме со сигурност да зборуваме за свесно пренесување на символи од древност до среден век на Балкан за било која категорија луѓе. Без разлика, не за етникуми воопшто, туку за категорија, за класа, за благородништво, селјачство и такви работи. Тако нешто нема начин на кој што можеме тоа да го докажеме. Дека постои, меѓутоа не се свесни тие дека тоа е останало од прадедовци како не знам, некаков наследство, некаков завет. Дури, ајде Македонија, да кажеме, во неповолна ситуација, заради тоа што го спомна генералот за хелиноцентричноста на изворите, ако ништо друго. Меѓутоа, треба да се има предвид дека она што денес го познаваме ние како хеленизам, не е како периодот, туку како елинство кај Грците, не само што се разликува, значи од древности има древност. Во доцна антика имаше една пројава некаде у втори век од Римското царство со таа втора софистичка школа, после настапува затише, буквално кажеме од 1000 години, па продолжува со Константин Порфирогените, пак во еден краток период, крајот на 12 и почеток на 13 век, кога Византија, односно Источното Римско царство е нападнато од Запад, кога практично Византија во еден момент се укинува, па овие имале потреба да бараат назад и што ќе изнедат, и изнашле нешто. И после тоа доаѓаат турците, и нема ништо од елинизмот додека не се освестиле армиите. Уште едно прашање, само да не ја тупам. Колку е возможно кожата од овен што
Може тоа тоа да е на тој златниот тогаш што го Херакле, што го нашол Херакле на монетите што се Пак ќе ти Митот за златното руно. пак ќе ти потенцирам дека за македонците, она што го знаеме дефинитивно е дека Херакле не е митски јунак, туку се работи за божество. Дали тоа божество е од индоевропско потекло или се работи за некакво палео-балканско божество. За сметове за предок. И за предок, тоа е за предок. Да. Така што македонскиот Херакле не е митскиот јунак Херакле и тука е една интересна работа има, сега мислам дека кај Наде пројава пак го има тоа така солидно елаборирано, во однос дури во однос на монетите, она што се третира како македонски кованици, Зевс, и грчки кованици Зевс. Во двата случаи се работи за Зевс, меѓутоа двете слики покажуваат различна работа што точно укажува дека работите не се баш така како што сме ги замислували и дека во тој хеленистички период не се случила амалгамизација на све па да станале или римјани или грци и така. Може ли дискусијата Да, продолжи да ќе ја претвориме после во другиот дел, затоа што имам уште едно предавање. Ја, уште и нема. Ајде, можеш да. Значи не се прашања, така на дискусија. Да. Прво околу темата Македонија. Нели има географија, ама има историска географија. Се заинтересува историска географија. Но знаете сигурно Коледаров, најголемиот специјалист во бугарската историографија за историска географија. Тој таму вели, меѓу другото, дека поимот Македонија во историска смисла се менува територијално. И кога зборувате вие за тема Македонија, таа е 802, првата знаете. Има тема Бугарија на денешна Македонија. И Србија. Дали го зимате тоа предвид? Да. При толкувањето на грбовите, менување на поимот Македонија во историска. Тоа е многу интересно прашање. Не во оваа тема, мислам, овде конкретно пошто се работи за западноевропски извори, не тој дел го имаме обработено по-конкретно во појавата на грбот на Македонија во илирската хералдика. Сега не можам да се сетам во кој број на македонски хералд беше. Јас таму коментирам Војников кога пишува за грбовите на Македонија, би можел да кажем дури многу безобразно во еден момент се чуди зошто грбот на Македонија е ставен во прво поле во сите овие збирните грбови на Душаново царство и така натаму, кога Македонија, и баш така коментира, кога Македонија во тоа време дури и не постои. Баш со тие зборови. Меѓутоа се испостави дека баш во периодот кога се настанати овие извори, а кои што се да кажеме 100 години подоцна, имаме византиски извори кои што кога зборуваат за Македонија даваат точен опис на градови и места. Например, влегуваме во Македонија и сега пишува, застанавме, преноќивме во Сет, преноќивме во Сол, во тоа место се наоѓа оддалечено толку и толку од Прилеп, од Велес. Значи, точно географски, во контекст на Македонија, дадени градови и населени места кои што постојат до ден денес. Јас поставив едно друго прашање, исто многу интересно, баш во оваа насока што го дискутирате вие, а тоа е дали грбот, тука дискутирав повеќе со Ацовиќ, кога он збори за инверзијата на македонскиот и бугарскиот грб, како едниот црвен, другиот златен и обратно. Јас го поставив следното прашање.
дали можеби за авторите во тоа време темата Бугарија, тоа што го кажате вие, кој што се наоѓа на територија на денешна Република Македонија и денешна Република... Истории, тоа се Да. Денешна Република Србија, делови од денешна Западна Бугарија, делови од Албанија, дали тие автори не мислат конкретно на темата, а не на сега пак да кажам Бугарија како она што го познаваме ние, Мизија и Тракија доле, ајде ако ништо друго, па и допред Истанбул. Меѓутоа јас не верувам дека биле водени од тој принцип. Јас сепак сметам дека сите автори од тоа време, кога употребуваат термини Бугарија и кога употребуваат не само Бугарија, Македонија, како се вика, Унгарија, Србија, конкретно се однесуваат на, ако можеби не во точни географски, значи на тој рид се наоѓа котата, границата, меѓутоа срцевината на тие географски области дефинитивно се поклапаат со современото разбирање што е Македонија, што е Бугарија, што е остатокот од Нема да влегувам полемика. Тоа може после да влегуваме.